Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека во периодот од 18 до 19 септември биле спроведени индикативни мерења на суспендирани цврсти честички PM10 на мерното место во зоната на Трубарево. Според добиените податоци, просечните концентрации на PM10 честички се во рамките на дозволените граници, не е регистрирано надминување на граничните вредности. Министерството нагласи дека концентрациите се движат во рамките на 24-часовната гранична вредност за заштита на здравието на луѓето, утврдена со уредбата за гранични вредности за загадувачки супстанции во амбиентниот воздух. Оттаму додаваат дека ќе продолжат со редовно следење на квалитетот на воздухот и со навремено информирање на јавноста. Скопското обвинителство отвори истрага против 4 лица и една фирма поради загрозување на животната средина. Се сомнечи дека во фирмата непрописно се складирал електронски отпад, батерии, акумулатори и тонери на парцела во Трубарево, со што предизвикале сериозно загадување на почвата и воздухот и опасност по здравието на луѓето. Главен осомничен е човек кој, иако формално не бил управител, реално го водел работењето на фирмата. Заедно со неговата ќерка, формална управителка и уште двајца соработници, организирал собирање, складирање и обработка на отпадот спротивно на законот. Третиот осомничен е раководител на подружница кој постапувал по насоките на првиот осомничен и ги распоредувал работните задачи на вработените при складирањето и обработката на електричниот отпад. Четвртиот осомничен, иако немал формален акт за засновање на работен однос, сепак преземал действија со кои го организирал понатамошното одлагање на електронскиот отпад. Тој го примал, складирал, сортирал и механички обработувал електричниот отпад надвор од објектите, за кој била издадена дозвола за управување со отпад. На 13 септември депонираниот отпад се запалил. Пожарот брзо се прошири, не можеше да се стави под контрола. Обвинителството подсетува дека согореле огромни количини електронски отпад и објекти на подружницата за рециклирање, а во воздухот се ослободиле токсични гасови, чати и пепел. Мерењата на армијата и инспекторатот за животна средина потврдија висока загаденост. Општина Центар ги повикува учениците од општинските основни училишта да аплицираат за стипендии во 3 категории: спорт, култура и науки, техника и посебни вештини. Стипендиите изнесуваат од 2500 до 3500 денари месечно, во зависност од категоријата за која аплицираат, во текот на 8 месеци од тековната учебна 2025-2026 година. Општина Центар и годинава инвестира во младите, во нивната креативност, знаење и спортски дух. Нивните постигнувања се афирмација не само за нашата локална самоуправа, туку и за целата држава, рече градоначалникот Горан Герасимовски. Секој ученик може да аплицира само во една категорија. Потребно е да се достави потврда за редовно школување или доказ за живеалиште, кратка биографија, контакт на родител или старател, фотокопии од свидетелства, добиени признанија и награди, како и потврди од надлежните федерации или организации каде е потребно. Документите се поднесуваат во архивата на Општина Центар или по пошта на улицата Михаил Цоков, број 1, со соодветна назнака за категоријата. Крајниот рок за пријавување е 23 септември 2025 година, а ќе се разгледуваат само комплетни и навремено доставени пријави. Инвестираме во нови стандарди во давањето на комунални услуги на граѓаните. За прв пат набавена цистерна за перење на улици и достава на пивка вода, информираше денеска градоначалникот на општина Илинден Александар Георгиевски. Првиот човек на општината вели дека ова е голем исчекор во работата и услугите кои ги дава општината и јавното комунално предпријатие Илинден, бидејќи за прв пат добиваат повеќе наменско возило со кое може да се врши континуирано перење на главните улици низ општината, да се подобри хигиената на јавните простори низ општината и да се користи за интервенирање при гаснење на пожари и жаришта низ сите населени места. Тој посочи дека набавката на новото возило, кое било и негово предизборно ветување, е дел од неговите континуирани напори за подобрување на опременоста на јавните предпријатија, со што се обезбедува повисок квалитет на услуги за граѓаните. Синоќа во Скопско Булачани се одржа голем хуманитарен концерт за црквата Свети Јован. Како што информираше градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стевковски, целиот народ бил на нозе, со песна, со игра, со вера и со љубов кон своето. Македонските песни ја раздвижија секоја душа, орото ја разбуди гордоста, а традицијата повторно оживеа како сведоштво за тоа кој сме и што значи да си македонец.
Посебно на овој дел од Скопска Црна Гора се чувствува силата на патриотизмот. Овде народот со векови ја чува верата, традицијата и љубовта кон Македонија, вели Стефковски во својата објава на социјалните мрежи. Тој додаде дека вчерашната вечер покажала дека кога сме обединети околу светите места и нашите вредности сме непобедливи. Народот на Скопска Црна Гора е народ со големо срце, народ со вера и народ со патриотска жар кој не згаснува, нагласи Стефковски. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно